Медијаторот Метју Нимиц пред продолжението на преговорите закажани за во среда вели дека нема нов предлог за името и дека ќе излезе само со предлог на идеи за кои веќе се дискутирало во минатото. Тој нагласува дека постои позитивен моментум во Скопје, додавајќи дека новата влада е многу заинтересирана да го реши ова прашање. Мислам дека и грчката влада исто така препознава дека ова е добар приот и добар чекор за грчката надворешна политика во регионот, да најде решение за долгогодишното прашање. Од овие причини постои позитивен моментум меѓу двете земји. Мислам дека граѓаните во двете земји можеби се подготвени да слушнат одредени солуции, што се од нивни заеднички национален интерес, но исто така дека има одреден компромис тоа да се реши. Изјави посредникот за грчката национална телевизија. Спротивно на умерениот оптимизам на посредникот, шефот на дипломатијата Димитров најави дека очекува Нимиц да излезе со рамка за решавање на спорот и дека не се исклучува можноста од нов предлог. За разлика од подготвеноста на македонските власти за решение, грчките политичари, и тие од власта, и тие од опозицијата немаат усогласен став дали во името кое ќе биде договорено треба да стои терминот Македонија. Најгласен е лидерот на независни грци Панос Каменос, кој ќе биде дел од големиот протест во Солун во недела. Според него, грчкиот народ е тој што ќе треба да одлучи за ова без преседан во историјата на човештвото, остапување на историјата и културата на друг народ. Ставот на Каменос го делат и околу 70% од грчките граѓани. Според анкетата објавена во весникот Прототема, 60% од испитаниците одговараат негативно на прашањето дали Грција треба да се согласи за сложеното име со терминот Македонија. Позитивен одговор дале само 23% од анкетираните. По подолго време со свој став за преговорите за името се јави и Русија. Шефот на дипломатијата Сергеј Лавров вели дека Русија ќе го прифати името кое ќе го договорат Македонија и Грција. Според него, спорот за името долго време бил во полузаспана состојба и дека оживеал дури откако САД решиле Македонија да влезе во НАТО.